време за вестите. Сојузот на синдикатите и Конфедерацијата на синдикатите утре ќе протестираат во Скопје. Протестните маршеви ги организираат одделно. Од власта утре ќе барат комплетно нов закон за работни односи со кој ќе се регулираат работничките права. 110 години од синдикализмот во земјава. Утре се одбележува 1 мај меѓународниот ден на трудот. Македонскиот работник вообичаено милува овој празник да го слави на ливада со распалена скара, а мал дел или само оние кои се дел од раководствата на синдикатите учествуваат во првомајските протести. По долги години најголемото синдикално здружение ССМ се одлучи да протестира утре. Во овој сојуз членуваат околу 70.000 работници и административци. Карактеристично е што тие почнуваат од 10:30, а половина час подоцна Конфедерацијата на синдикални организации. Во земјава и понатаму продолжува разединетоста, доказ се утрешните два одвоени протести на синдикатите. Во моментов најмногу во фокусот на вниманието е подготовката на новиот закон за работни односи, кој практично представува устав за работничките права. ССМ покрај другото се залага и за да се намали рокот на договорите за вработување на определено време од 5 на 2 години, повторна примена на законот за работни односи за вработените во јавните комунални предпријатија основани од општините, потоа изменување и дополнување на законот за ПИОМ во насока на воведување на повеќе услови за пензионирање без големување на границата за пензионирање. Овде се подразбира државна социјална пензија, предвремено пензионирање, ревидирање на регулативата за бенефициран стаж, како и изменување и дополнување на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и враќање на старото решение за плаќање надоместок од АВРМ најмногу 5 години пред пензионирање за лица на кои ќе им престане работниот однос од деловни причини, додека пак Конфедерацијата на синдикални организации бара комплетна измена на законот за работни односи и на законот за извршување. Во продолжение следува честитка од градоначалникот Бочварски по повод меѓународниот ден на трудот. Градоначалникот на општина Шти Благој Бочварски на сите жители на општината им го честита меѓународниот ден на трудот 1 мај, со желби да се вреднува трудот на работникот, да се работи во амбиент во кој работникот ги ужива заслужените права, водејќи се од основните вредности на слобода, еднаквост и солидарност. Градоначалникот Бочварски продолжува да се заложува за зачувување и унапредување на правата на работниците преку активно действување во граѓанската борба за работничко достоинство, социјална заштита и праведност за сите, економска безбедност, праведна распределба на животните можности и рамноправност се принципи на работа по кои што треба да се водиме сите. Нека е честит меѓународниот ден на трудот. Внимавајте на опасноста од пожари и безбедноста во сообраќајот. Не консумирајте алкохол ако управувате со возило и славете без да го реметите јавниот ред и мир. И годинава пред првомајските празници надлежните им укажа на граѓаните како безбедно да ги прослават празниците. Полни излетнички места, празни куќи, прилика која крадците не ја пропуштаат да заработат нешто. Полициската пракса покажува дека не сите празнуваат кога се празници, така и за овој 1 мај за да има мир во куќата и без интервенции на полицијата, надлежните упатија апел. Граѓаните пред да заминат од дома да помислат на неканети гости и да се заштитат од нив. Да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, да ги затворат сите прозорци и сите вредни предмети, да ги внесат и заклучат во соодветна просторија. Надлежните подсетија и оваа година возачите да не претеруваат со алкохолот и брзото возење како најчести причини за сообраќајните незгоди со потешки последици. Апелираме до сите возачи да се воздржат од конзумирање на алкохол кога управуваат со моторни возила, да не вршат неправилно и непрописно престигнување, особено на колона возила и на непрегледни места, а брзината на движење да ја приспособат спрема условите и состојбата на патот со цел нивна безбедност и безбедност на останатите учесници во сообраќајот. Опасност за првомајските излетнички прослави се и пожарите. Од Штипската противпожарна единица укажа на ризик факторите, но и превенцијата. Апел од територијалната противпожарна единица е да внимават при палењето на скарите, односно на отворени огини, бидејќи може да дојде до
опожарување на поголеми отворени простори, пред се во борава шума и други зимзелени шуми. Да не се фрла смет на излетничките места по кампувањето, потсетија надлежните на Законот за јавна чистота, кој за прекршоците предвидува глоба од 50 евра. Поригорозни се казните од Законот за шуми, посебно ако се пали оган во близина на шумски појас. Глобите се движат и до 2500 евра. Праксата покажува дека најчесто невниманието на човекот е причина за пожарите на отворен простор. Кривична од полицијата за дива сеча на дабови дрвја. Кочанската полиција денеска му поднесе пријава на 20-годишниот жител на кочанското село Пантелеј и го осомничи дека сторил кривично дело пустошење шуми. Според пријавата на полицијата, пријавениот ДЗ го сторил делото во текот на ноември 2012 година, кога извршил бесправна сеча на 148 дабови стебла во атарот на селото од шума во сопственост на манастирот Свети Пантелемон. Се распиша оглас за распределба на земјоделско земјиште за агрокомбинатот Џумајлија, кој е наменато само за индивидуалните земјоделци. Денеска во општина Штип се одржа информативен состанок на тема промовирање на добро управување и заекнување на ромите на локално ниво. На денешниот состанок во општина Штип за промовирање и добро управување и заекнување на ромите на локално ниво беа истакнати целите како ромите можат подобро да се вклучат во интеграцијата на општеството. Секако представникот на Сонце Тетево ги даде главните цели. Денеска сме во општина Штип во однос на една програма Ромактет, кој што се имплементирал во соработка на Европската комисија DigiNear и Советот на Европа во земјите на Западен Балкан и Турција. Во Република Македонија нашата организација е национална контакт точка и се имплементира преку нашата организација и програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје. Со тоа што како главна цел на оваа програма е да промовира добро владење на единиците на локална самоуправа и да ги зајакне капацитетите на ромската заедница. Во Република Македонија истата програма официјално се лансираше предходниот месец, тоест на 19 март во Holiday Inn, каде што 12 градоначалници подпиша официјален трипартитен договор помеѓу Советот на Европа, Министерството за труд и социјална политика како национален координатор на програмата и градоначалниците. Локален координатор на оваа проектна активност е Еро Адемов, а главната цел е да се формираат 4 чекори за демократизација на ромската популација и да се формира тело кое ќе биде одговорно за сите активности што се поврзани со ромското живење. Целта на денешната средба е да се образложи самата програма од страна на организацијата Сонце од Тетово, а јас како фасилитатор ќе објаснам методологијата која што има Советот на Европа со 4 чекори кои што ги има во рамките на оваа методологија. Она што е важно е за овој состанок е да може да се направи и да се формализира едно тело кој што ќе биде од страна на раководителите и ќе може да ова тело понатаму во следните 3 години да овозможи за прашањата кои што ќе бидат поврзани со ромите да се направи приоритизирање и решавање на истите. Чекорите во рамките на оваа методологија е да се формира ваквото тело од страна на општината, од раководителите на оделение и сектор и оние лица кои што можат да помогнат во овој процес и други институции на локално ниво, а она што е важно исто така е да овие проблеми кои што ги има самата заедница заедно со локалната акциона група да можат да ги решаваат потребите и проблемите кои што ги има ромската заедница. Анализите покажуваат дека во општина Штип ромите се соочуваат со проблеми највеќе во инфраструктурата, здравството, образованието и така натаму. Можам да истакнам дека најголемиот дел од проблемите се однесуваат во делот на урбанизамот, тоа е инфраструктурата, во делот на домувањето, исто така се соочуваме со голем број на проблеми во делот на вработувањето, образованието, здравството и така натаму. Промовирањето на добро управување и заекнување на ромите на локално ниво ќе се реализира низ проектни активности, а многу од активностите офаќаат и истражување на терен. Распишан нов оглас за закуп на над 900 хектари од поранешниот комбинат Џумајлија. Министерот Николовски на терен за да ги информира земјоделците кои 3 години чека поволни услови за нејзин закуп. Повторно е распишан оглас за земјата на агрокомбинатот Џумајлија. Предмет на закуп се над 900 хектари, а може да се конкурира за парцели над 3 хектари.
Џумаилија располагаше со околу 4000 хектари плодна земја. По затворските казни за браќата Даневски земјата беше дадена на контраверзниот индиски бизнисмен Субрата Рој. Неговите планови беа да се донесат 20.000 крави, а на земјата да се произведува храна за нив, но од нејавеното се посеа само една нива со грашок, пошто во 2015 година државата му го раскина договорот. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денеска вели дека ќе нема условување за висината на инвестициите, а поради што и претходните огласи им пропаднале. Не постои услов да се поднесуваат инвестиции, односно проекти за инвестиции со соодветен износ или со соодветен рок, како што беше во претходните постапки. Затоа одлучивме овие 907 хектари во 10 блока да бидат дадени на оглас над 3 хектари, каде што ќе има јавно надавање. Градоначалниците од Свети Никола и Лозово сметаат дека давањето земја под закуп ќе ги мотивира младите да останат во своите општини. Тука ќе има инвестиции, нови вработувања. Само из буџет ќе порасне. Кај нас имат регистрирано околу 1000 индивидуални земјоделци. Значи, тоа се земјоделци што даваат даноци, што плаќаат даноци на државата, што плаќаат придоноси на државата. Сето ова е во интерес нивни, а и во наш интерес секако, ќе го зголемиме бројот на вработени лица, ќе го зголемиме. Јас се надевам со новите мерки на владата и оранжериското производство. Николовски најави дека под закуп ќе дадат и околу 600 хектари од Џумаилија, а ќе бидат наменети само за помалите земјоделци. Музеј соба со противпожарна опрема во Штипскиот противпожарен дом во Штип и едукација на младите преку посети. Ова се дел од активностите со кои Штипската противпожарна единица ќе го одбележи денот на пожарникарството 20 мај. Противпожарниот дом ќе ги отвори вратите за најмладите во градот. Планирани се неколку активности кои ќе се спроведат месецо. Штипската противпожарна единица ги почна подготовките за одбележување на денот на пожарникарите 20 мај. Акцентот оваа година е ставен на едукацијата, но и посетите на домот. Во текот на месец мај ќе отвореме нашата професионална територијална противпожарна единица за нашите најмали сограѓани, за секое основно училиште и градинките во двете општини, значи општина Штип и општина Карбинци, одвоивме по 2 дена да ја посетуваат нашата единица. Во текот на посетата ќе видат дел од опремата со кој постарите пожарникари се справувале со огнената стихија, како и опремата со која што ние денеска работиме. Дел од годинашново одбележување на месецот на пожарникарите и отварањето на музеј собата која ќе ја посетат учениците, но и посетителите. Дел од старата опрема чувана во магазините сега е изложена за посетителите. Меѓу 30 на експонати за старена опрема која се користела за гасење пожари се и униформите, најстарата од пред 40 години. Во магазините во единицата најдовме некои од постарите оддела, помпи кои што ќе ги покажеме на дечињата, како и дел од современата опрема со која што денеска располагаме. Тоа е мал дел само од нашата опрема, кои мислиме дека ќе бидат интересни за дечињата, а останатата опрема со која што работиме е сместена во нашите противпожарни возила и во гаражата, таму на лице место истите ќе може да ги погледнат. Речи се 1 век постоење на противпожарната заштита во Штип. Првото противпожарно друштво е формирано во далечната 1920 година. За ова време, денес во време кога единицата се спреми кон високи професионални стандарди и најсофистицирана опрема, сведочат фотографиите, но и дел од старата опрема која е поместена во дворот на противпожарниот дом. Околу 20 диџеи од земјава и странство од вечерва ја отварат летната сцена на Дом на млади. По 2 децени оваа летна сцена ги отвара вратите на гостите, но и за уметниците. Сакам да ги поканам граѓаните, секој што е слободен граѓанин да проследи програмата на Дом на млади, а воедно да посетат и нашата нова летна тераса. Успеавме со минимални средства, значи и со некои скромни донации, да малце приуредиме, да адаптираме, да биде по-фина за преку летниот период и за настаните што ќе следат. Инаку од вечерва започнува и Јут фестивалот или Младински фестивал 2018, во кој почнува на 30 во 16 часот и завршува на 1 во 24. А иначе во среда имаме кино,
летно кино, значи со филмот Исцелител, па сите граѓани кои што се заинтересирани може да не посетат и да уживаат во летната тераса. Во Виница започна пролетната офанзива со градежни активности. Се поплочуваат тротоари во градот, а се превршува и со реконструкцијата на водоводната линија. Околу 300 метри квадратни тротоари во градот ќе бидат поплочени со бехатон и ќе бидат инфраструктурно уредени во наредниот период. Деновиве привршува поплочувањето покрај храмот Свети Лука, а во тек се земените работи на улицата Крушевска во Виница. Продолжуваме со силната градежна офанзива во општина Виница. Моментално почнуваме со реконструкција на тротоарите во општина Виница. Еве се наоѓаме на улица Крушевска Република, каде што веќе почнуваме со изградбата и поплочување со бекатон плочки. Исто така поплочуваме и улицата Даме Груев. Ова е прва фаза која што почнуваме, ќе има и втора фаза каде што ќе поплочуваме и улици во населените места во општина Виница. Паралелно со поплочувањето продолжува и втората фаза од реконструкцијата на водоводната линија. Во водоводната линија е во тек, првата фаза веќе е при крај, каде што се поставени главните водоводни линии. Почнуваме сега со втората фаза, а тоа приклучување на секундарната мрежа или домакинството. Инаку со овој проект се офатени 3960 метри од водоводната мрежа во градот, или практично ќе бидат комплетирани 19070 метри од целокупната линија во градот. Така да според надлежните, за замена ќе останат уште околу 4000 метри стари азбестни цевки. Во продолжение информација од спортот, екипата на Брегалница го победи тимот на Кожу во Гевгелија, во недела капиите на Градски во Штип ќе бидат широм отворени за решавачкиот надпревар за второто место против борецот Велес. Екипата на Брегалница освои 3 драгоцени бодови на средбата со Кожу во Гевгелија и остана во борбата за второто место на табелата. Во ова коло победи е лидерот на табелата Беласица, како второто се раниот борец. Еве ги комплетните резултати од ова 24-то коло. Борец Плачковица 3:0, Кожу Брегалница 0:1, Стефан Мишев стрелец на единствениот гол за Брегалница, Тиквиш Беласица 0:5, победа Баландово Согово 3:5. Слобода во ова коло беше екипата на Каменица Саса. Табела Беласица е на чело, прва со 55 бодови, второ место Борец 47, трето место Брегалница 46, на четврто место Кожов има 34, петто место за Тиквиш 31, шесто место Плачковица 27, седмо место Каменица Саса 22, на осмото Осогово има 19 и на деветото место победа Валандово со 10 освоени бодови. Во наредното коло екипата на Брегалници ќе го има можеби решавачкиот надпревар во борбата за второто место на табелата со екипата на Борец од Велес. Според информациите од спортскиот директор на Брегалница Елмир Мандак, поради зафатеност на градскиот стадион, надпреварот со Борец наместо во сабота ќе се одигра во недела 6 мај, поради зголемен интерес за овој дерби надпревар, а со цел да им излезе во пресет на армијата навивачи, раководството на Брегалница реши капиите на Градски да бидат широм отворени, односно влезот ќе биде слободен. Екипата на Кежовица освои еден бод во Делчево, Рудар не отпатува во Берово, а тимот на Китго беше слободен. Во надпреварите од 22-то коло на третата фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати. Брегалница гола Кежовица 0:0. Малеш Рудар 1947. Надпреварот не се одигра бидејќи гостите не се појавија на теренот и ќе се регистрира со резултат 3:0 службено за Малеш. И Слог 1934 в Чеполе 4:1. Слободен во ова коло беше тимот на Китго Пекчево. Табела Китго Пекчево е на првото место со 58 бодови, второ место Кежовица 34, трето место Малеш 30, четвртото и петото место го делат Слоги 1934 и Овчепале со по 28 бодови, шесто место Брегалница Голак 26 и на седмо место Рудер 1947 со 23, осмо место Зрновка, која веќе го напушти надпреварувањето со само еден освоен бод.
Во следното 23-то коло ќе се сретат првопласираните две екипи на табелата Китго, Пекчево и Кежовица, а надпреверот наместо во Пекчево ќе се одигра во недела во Штип. Тоа беше последната информација во овие вести на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Пријатно!